Не е од книжарница и не е фейк, не е лажен, ова е вистински медал од Балканско првенство или Шерифовски второ место за сениори во конкуренција на сениори до 23 години. Доаѓа со секое доаѓање носи се посјајно одличие, да му посакаме третиот пат кога ќе дојде во Македонија наутро да дојде со злато. Добро утро, Еди. Најдов. Второ место на Балканското првенство, резултат кој што зборува за напредокот во твојата кариера и за напредокот на македонското џудо. Осумина надпреварувачи бевте на последниот балкански шампионат, па импресиите што ги носите од Турција се? Импресиите што носиме од Турција се феноменални, иако не се закитивме златниот медал. Може да кажам дека бевме најблиску до златниот медал, сребро. Не памтам некој од Македонија да се закити со сребро од мажите, така да исто тоа ми дава доста самодоволба за иднината и доста сум горд што ги правам следните чекори на македонското џудо јас, така да идеме напред. Релативно си млад за да бидеш толку зрел во сваќањата, меѓутоа спортистите прерано и порано се зреваат, порано го сваќаат животот, пред се од она што им се случува во директната борба во спортските арени, без разлика за кој спорт станува збор. Оди ли напред македонското џудо? Чувствуваш ли напредок ти прво кај себе, а потоа и кај другите надпреварувачи? Па кај другите не толку искрено, не толку како што било порано, мислам дека сме имали во репрезентација малце поголем дел, има некој пад во генерациите и гледам и кај младите во бројот, не во квалитетот, во бројот на учесници во секаде во сите спорти во Македонија, така да напредок како може да кажам во квантитет не гледам, што су искрено така ме загрижува, може да кажам. А квалитетот доаѓа со многу години, така да секој еден може да прерасне во некој голем спортист, така да што повеќе квалитет имаме на ранни години, тука е подобро за репрезентацијата и за земјата и за сите спортови, така да мислам дека што повеќе е толку подобро и повеќе шанси за резултат. Тоа ме загрижува, а сега како мене за напредок, гледам дека секој ден идам малце еден чекор мал подалеку, така да идеме полека и све до големи резултати. Очекуваме да не ти биде притисок, меѓутоа нека ти биде мотив, нека ти биде желба. Очекуваме резултати. Да, јас си правам притисок сам на себе, може да кажам, бидејќи кога нема медали, кога нема нешто слично на ова малце подолг период, веќе и тренерите престануваат да ти прават притисок, што е дури негативна. Влегуваш во борба или во дуел, веќе ни тренерот, мислам, може да кажам, управата, тренерите веќе не ти прават притисок. Тука е веќе моментот кога треба да се загрижи некој спорт или некоја организација цела. Зашто не им правиме притисок веќе на своите спортисти? Но јас секогаш на сам себе си правам притисок и позитивен притисок, притисок за да напредуваш, да. Чим тој притисок ме води натаму и гледам дека ми помага, јас си го користам. Така да све што мислам дека ми помага 1%, секогаш си го користам, а све што гледам дека ми одмага, пробувам што побрзо да го тргнам од секој невието. Ете ќе се обидеме и ние да ти помогнеме, вака се почесо да те има, беше пред да дојдеш во Македонија тројка и колегите од вториот програмски сервис, така што простор на успешните мора да им се пружи, мора да им се овозможи. Тоа е задачата на Националниот телевизиски сервис, воопшто на македонската радиотелевизија. Ќе имаш простор кај нас секогаш. Како во Турција гледа на македонската репрезентација? 9 земји бевте таму. Да. Пак гледа. Имаше ли респект кон нас, кон нашите надпреварувачи? Па, може да кажам дека не многу голем, искрено. И кој идем и на европски, може да кажам Македонија ти е и од светска призма мала земја, и од европска призма мала земја, но за жал и од балканска призма е мала земја. Прилично во многу спортови, така да може да кажам дека мене отприлика ме знаат Балканот, спортистите сите сме биле колеги, сме се надпреварувале надвор во други земји заедно, така да не со тој респект што треба да биде, но мислам дека најбој кога некој не те респектира како што треба. Како ќе им покажеме? Како ќе си го кренеме својот респект? Да, нема респектот за нас. Нема поубаво кога ќе видиш во нивното лице во неверство кога изгубиле од тебе дека си од Македонија. Таа слика е најбоја, мислам дека од сите. Тоа ме си има случувано и надвор на европските и на светско првенство, бидејќи од мали години имав голем резултат на светското првенство на млади категории. И тие емоции кога ќе видиш дека некоја голема земја, пример во џудо може да кажам голема земја е Казахстан, Азербејџан, тие се може да кажам големи светски сили. Кога ќе победиш шампионот на таа земја и гледаш во тренерот и во него неверство дека изгубиле од нашата мала Македонија, тука е некоја посебна гордост доаѓа дека стварно си направил нешто што не е баш лесно за. Што имаат тие што немаме ние? Колку сме ние далеку од? Сега
силата на душек имаме сите, сала имаме сите, душек и сала имаме сите. Така да прво треба секој да си почнеме од сам себе, дали ние го правиме прво максимумот што ни го што условите што ни се дадени, а потоа да поткренеме за повеќе услови, мислам дека. Така да за секој спортист што е во Македонија, мислам дека прво треба да види дали он чисто сам себе, дали да он 100%, но потоа да потегне и да бара нормално подобри услови. Секогаш може да кажеме дека не е перфектно и дека секогаш може да подобри услови да се стреми, но мислам дека за некои спортови не се потребни многу услови, зборам за вежбање и за тренирање, туку повеќе треба некоја поддршка. Условите се тука и тука. Условите се тука и тука, да. Е баш буквално така. Ама прво како спортист, јас ако давам максимум, знам дека давам максимум секој ден, секој тренинг, ќе сакам да се припремам и надвор што повеќе и да ги тие предизвици големи сите да ги поминам нормално. Сам не станува ништо во живот. Све е дел на екипа. Значи сам никој ништо не може никој да стане. Кога ќе рече некој сам станав милионер, сам станав спортист. Мислам дека тоа е невозможно. Секаде дел на екипа и дел на поддршка, така да мислам дека треба да се има секогаш поголема поддршка од земјата и од организацијата и све тоа заштото да извини за да видиме ние како е надвор. Да не однесе на припреми да не однесе на припреми ваму, да се такмичиме што повеќе, све тоа е многу нормално. Конкуренцијата и отворените видици создаваат квалитет, нели? Надпреварите, дури да ви како што кажат, дури некој што отидеш надвор и да излезеш кјотек, буквално, тоа искуство не се плаќа, така да секогаш е добро што повеќе и повеќе да се такмичиш надвор и да шеташ надвор, да гледаш како е, да учиш, да крадеш. Сега тоа е на спортистот дали ќе како да кажам, дали ќе краде, дали ќе биде доста гладен. Да обрне внимание сите детали што може да ги научи надворот оваа земја која ќе се однесе. Спомена Ќотек, без крв нема држава, така што тоа е една максима која што треба да не води секогаш и на секое поле. Во Македонија без институционална поддршка многу тешко се успева. Колку институциите го валоризираат тоа што ти го правиш, колку го препознаваат квалитетот, колку ти помагаат? Во согласност со она што е законска рамка. Интересен факт. Некогаш во себе веруваш само ти. Дури најблиските дома некад не веруваат во тебе, викаат осте го. Нормално осте го, мислам има некоја визија, ама дури ни мајка, татко некад знаат да не ти веруваат. Така да ги натераш луѓето да ти веруваат е малце, може да кажам, многу тежок предмет, така да но со вакви медали и со вакви резултати мислам дека неизбежно е. Така да ако треба и со сила и без сила ќе ги натераме сите наши функционери да разберат за што се работи. Која ни е шансата за перспектива? Гледајќи од она што го правиш сега на Балканското првенство, зборуваме за земји кои што се Балканско првенство, од Балканот има земји светски шампиони и шампионки, од Хрватска, од Турција и така натаму. Значи зборуваме за сериозни конкуренти. Еве да тргнеме од ова последно Балканско првенство, од оние, ќе кажам, деца што бевте таму, млади. Гледате ли во себе дека ако ја добиете потребната поддршка можете да прогресирате, да одите напред? Да, ако добиете секогаш. Мислам дека за да се стигне до негде има некој погрешен тука склоп каде што сега ќе добиеме да имам медалја или ќе добиеме резултати, сега ќе почне да се инвестира во мене. Мислам дека тоа во сите европски земји е малце обратно. Прво се инвестира во спортистите, се дава максимум скроз, потоа доаѓаат резултатите. Тука кај нас и може и во малите земји е малце обратно, бидејќи буџетите се лимитирани и сакаат да видат кој е тој херој што ќе направи резултат без многу инвестиции и без толку време како во другите земји што е без физиотерапевти, без такви изворедни услови, ќе направи кој ќе се одели толку многу, затоа ние викаме Балканот е подибен на таленти. Сите спортисти што направиле некој резултат од Балкан се толку, како да кажам, толку се разликуваат од другите што направиле, може да кажам чудо, прави резултати без некакви услови, да речеме сите спортисти од, може да кажам, од Босна, од Црна Гора, од Косово, од Албанија, од исто така и Србија и Бугарија. Србија и Бугарија се малку на повисоко ниво, исто така и Турција. Добро, во Србија, во Бугарија и во Турција се институционалните спортски мрежи се многу развини, особено во последните 2-3 децени. Особено тоа е олимписките спортови имаат и олимписки центри, малце дадено е акцент на олимпијадите и на олимписките спортови, ради тоа имаат малце подобрување во последните 10 години. И сега сите што ги спомнав вие другиве земји, сите што направиле резултат во сите спортови биле, може да кажам, изворедни индивидуи, што поткренеле сами по себе. И поради вакви индивидуи се креираат и доли во земјите и се расте бројот на членови во клубовите, така да секогаш мислам дека
Кога ќе ме прашаат, абе зашто во џудо толку не гледам, абе деца многу не вежбаат. Тоа е све дека немало претходно идол и ја не можам да кажам сега дека сум идол нормално, ја идам напред, идам да ги земам сите медали можни што ја мислам дека треба да ги земам. И сега нормално тоа влече и млади џудисти, нормално се нагледуваат на тебе и да се направи во секој спорт некој идол како што е моментално имаме во теквондо Дејан Ѓурѓиевски. И така да се почне некоја приказна каде што и децата повеќе се занимаваат со спорт и што има повеќе деца за 20 години ќе има повеќе медали. Во една категорија си која што е најнеблагодарна затоа што можеби е најмасовна. Да. Најмногу се до 80 килограми, просто тоа е земено, да. Просек на мажот силен, така, некој, 80-85. Колку е лесно или тешко во таа категорија да се успее? Па секогаш најпопулирана, може да кажам популирана, највеќе гужва е во мојата категорија секогаш, така да ако си успеал во 80 на кило, си успеал во сите, не. Значи конкуренцијата е најголема. Конкуренцијата е најголема и баш буквално неблагодарна. Значи, знаеш дека од секоја земја најдобриот е тука. Нема место за ни 5% дека имаш некоја среќа пред твоите очи, дека некој ќе се погоди, што нема да биде перфектниот спортист, што е 10 од 10 буквално. На 8-1 се може да кажам, силните и најстрашните индивиди во сите боречки спортови. Олимписки игри ги спомена, се знаеш, човек, имаме сребро. Не знам дали сме свесни што значи тоа. Да. Можеби некогаш ќе се разбудиме и ќе го извалоризираме тоа како што треба. Колку си далеку од Олимписките игри? Каков ти е сонот? Какви ти се погледите натаму? За многу сум поблиску од сите други џудисти што биле, тоа ми исто вака мотив. Многу сум поблиску од останатите и претходно што биле генерации, така да секој ден сум се поблиску и поблиску. Но исто тоа значи што ќе направам во оваа последна сезона, што почнува и трае се до јуни, така да најбитно ќе бидат резултатите мои од јануари до, може да кажам, мај-јуни во следната година, кога ќе се бодува на европските, што ќе направам сега за 2 недели на европското, така да ние секојаш идеме да, како да кажам, нишаниме највисоко што можеме, така да. Пред европското нема да те бараме, ќе те оставиме во мирна раат да се подготвуваш, те чекаме по европското, што и да се случи, тука си добре дојден секогаш. Те посакуваме многу успех, многу среќа. Истереја оваа година, како што мислиш, односно оваа сезона, безпоштедно и израдуване. Да, така да и мене и вас да ви израдувам, да се израдуваме сте заедно. Сепак тоа ми е целта. Благодарим Еди Ширфовски, беше тоа нашата голема спортска и џудо надеж. Благодарим уште еднаш за минутите што ги одвои и само храбро. Фала ти.